Добро, не е битно колку мине сме, битно е дека имаме волја се уште да разговараме. И тоа во земја во која што имаме чуден момент историски и политички, а тоа е нешто помеѓу волјата и безволноста. Сите знаеме дека мора да се мобилизираме за да исчезне пошаста која што ни се случува на многу рамништа. Но силата некако ослабнува. Ама сепак, на некој чуден начин, мислам дека тоа се тие предреволуционерни денови. Секогаш денови на двоумење, денови на слабост, после која што настапува промената. Сметам дека она што не чека како резултат на иницијатива, како резултат на како да кажам, на токму на волјата и непопустливоста на граѓанската иницијатива Го сакам ГТЦ и политичката волја на градоначалникот на општина Центар Андре Жерновски, но пред се како резултат на храброста на граѓаните, е некако би рекла знак за посуштествена промена на политичкиот дискурс кој што ќе бара веќе радикално ќе бара конфронтација доколку граѓаните не се вклучуваат во процесите на одлучување и во процесите на предлагање. Демократијата, за да се потврди како принципиелен и оправдан контекст, мора да има неколку параметри, а еден од тие клучни параметри е токму партиципативноста на граѓаните во предлозите и процесите на одлучување. Битката за ГТЦ според мене е многу повеќе од битка за еден објект кој комуницира со урбаната меморија, со урбаниот континуитет. Ова е битка, би рекла, за последниот бастион на меморијата на овој град како солидарен и модерен, и посегањето по телото на градскиот трговски центар, кој се разбира дека е врвно културно наследство на модернизмот, е посегање по културниот идентитет на модерна и, би рекла, мултикултурна градска урбана Македонија. Изминатиот период, особено 2009 година, ми се чини намаму насилно се случува укинување на токму на таа урбана меморија, која и сведочиме за тоа како меѓународно валоризираните социокултурно потврдени историски вертикали и урбани топоси бескрупулозно се поништуваат, агресивно се преобликуваат, се испраќаат во заборавот без сувисла, што би рекле србите, без никаква основана аргументација, туку хировито со цел да се ревоспостави една нова историја. Прашањето каков град сакаме не може да се одвои од прашањето какви луѓе сакаме да бидеме, какво општество сакаме, какви општествени односи сакаме да воспоставуваме, какви приказни и сенки сакаме да оставиме во тоа урбано преплетување низ нашите интимни и колективни истории. Градовите посакуваме секогаш да бидат чисти, сигурни, да нудат една динамична економија, да нудат културна стимулација, да ги залечат оние класни, етнички поделби во општеството, но за жал тоа не е градот, се чини, во кој ние живееме. Доколку надлежните институции немаат капацитет да артикулираат потребата и грижата за културното наследство, да ја преземат во свој раце сопствената историја, нашата историја, сопствената сегашност и сопствената иднина, тогаш тоа е наша задача да го направиме и постојат механизми за среќа со кои што може да го направиме тоа, за кои што вечерва ќе зборуваме.
Нашиот град на овој начин, значи со иницијативата за референдумот, за зачувување на ГТЦ, и повторно инсистирам, зачувувањето на ГТЦ е многу повеќе од само зачувување на еден објект. Значи станува место на отпорот и место кое што копне и инсистира на вистината. И на тој начин со оваа иницијатива градот се согледува како агонистички и антагонистички простор, а тоа се две нешта бар кои што мора да ги научиме за да си признаеме дека навистина живееме во некаков демократски контекст. Значи, нашата битка, како што се вика и ова дебата, е битка за правото на град практично. Идејата за одржлив, праведен урбан развој на градот, во кој правото на учество на граѓаните во носењето одлуки за својата културна меморија и уште помалку за новите облици кои треба да ги има градот, реков веќе во изминативе години ги третираме само на ниво на копнеш, заради постоењето на едно авторитарно, нарцистичко, мафијашко, владеачко однесување на актуелната владеачка гарнитура. Јас би сакала само пред да ја зазема сцената атрактивните вечерни говорници Дејан Ивановски, Никола Наумовски и Никола Гелевски, би сакала само да подсетам на неколку точки од повелбата за право на град, која што е обемна повелба, која што инсистира на разни перспективи од економскиот, политичкиот, културниот капитал, што едно општество треба да го има, но само неколку точки. Значи, Светската повелба за право на град, меѓу останатото вели: секој има право на град без дискриминација по родова, полова, возрастна, расна, етничка, политичка и религиска основа и право на зачувување на културната меморија и идентитет во склад со начелата и нормите кои се овде наведени. Градот представува културно богатство и разнолик културен простор кој им припаѓа на сите жители. Демократското управување со градот има таква подточка. Вели, сите граѓани имаат право на директно или посредувано учество во надзирањето, планирањето и владеењето со градот, за да би се зголемила транспарентноста и автономијата на локалната управа и на општествените организации. Нешто што кај нас не постои, нешто што е целосно збришано. Сме заборавиле дека всушност е нужно да ја надзираме, не тие нас да не надзираат, туку ние да надзираме нивната транспарентност и нивното управување. Сите граѓани имаат право на учество во планирањето, надзорот, управувањето, обновата и подобрувањето на градот. Градот има своја општествена функција доколку на сите им гарантира целосно уживање на право во економијата, ресурсите, културата, како и доколку урбаните проекти и вложениот капитал се имплементираат за добробит на граѓаните, водејќи сметка за праведна распределба во склад со културната и еколошката одржливост. Значи, за добробит на граѓаните во склад со природата, како за сегашните, така и за идните генерации. Значи, ако ја следиме оваа точка од повелбата за право на град, значи ние практично сме го изгубиле целосно нашето право на град. Градовите треба да бидат места за остварување на сите човекови права и темелни слободи, кои гарантираат достоинство, еднаквост и праведност за сите луѓе. Секој има право во градот да ги пронајде нужните предуслови за сопствените политички, економски, општествени и останати аспекти од она што го смета за развој, прифаќајќи ја обавезната солидарност. Изостанува, значи, во целиот овој политички антагонизам, ова се тие неколку точки од навистина обемната повелба за право на град, значи, до сега изостануваше тој политички антагонизам, изостануваше транспарентноста со управувањето со градот. Тоа значи дека граѓаните нема увид во процесите на соочување и менување на градските јадра, а оттаму
и наездата на коруптивните процеси не само во финансиска, туку и во една, како да кажам, вредностна, суштински вредностна, морална па и естетска смисла. И сега, еве го референдумот пред нас и јас би сакала да започнеме со Никола Наумовски, кој што мислам дека е во поголема мера директно вклучен во сите и легислативни и активистички концепти околу референдумот. Па Никола, во некој би рекле дека кај нас е многу проблематичен целиот процес на активистичко застапување, не само за право на град, него генерално за сите можни процеси кои што би го определило општеството како демократско, но еве јас сметам дека со оваа иницијатива и со референдумот, со успехот воопшто да се овозможи референдум, дека можеме да го демантираме тоа. Како се одвиваат тие процеси, кои се твоите ставови околу и критичката перспектива околу целата приказна со активизмот, кој што практично доведе до оваа ситуација? Па ја би го критикувал дури и од тој аспект, кажувајќи дека овој референдум немаше да се случи да не постоеше политичка волја кај политичките партии, односно кај мнозинството во Советот на општината. И од таа смисла нашиот референдум не е само плод на нашиот активизам невладин, нашето уличарење и барање низ институции да го решат проблемот. Туку и се должи на тоа што политички партии гласа за овој референдум да се одржи, веројатно наоѓајќи сила во граѓанската иницијатива и во односно потенцијал и за нивни политички ќарови, но исто така и за легитимни политички интереси, и не само политички, туку и културни и вредностни во однос на зачувањето на овој дел од Скопје. Сега Дејан ќе збори, предпоставам, повеќе за важноста на ГТЦ, па не, ај предпоставам дека овдека сме собрани луѓе кои што знаат да ја проценат неговата вредност без друго како основа за муабетот кој што ќе го почнам. ГТЦ не само што е вреден, но самиот процес на референдум можеби е и повреден процес, како вредност е поваледна за нашата демократија, односно за нашата политичка историја. Затоа што ние прво не сме имале многу референдуми. Тие што сме ги имале биле спорни, значи јас што не можеме да разговарам многу налого за историјата на референдум. Јас се сеќавам на 4 референдумски изјаснувања, почнувајќи од трамвајот во Скопје, кој што бледо се сеќавам заради својата возраст, па референдумот за независноста, потоа референдумот за територијалната поделба, обидот за референдум на плошта Слобода и на ГЕМ, за кој што ќе сакам да им спомнам малку на присутните, и конечно за овој последен референдум. Сите од нив, освен оној во 2005-та, беа распишани од страна на институциите, а не од самите граѓани. И тоа е нешто што ќе треба да ни остане како задача после овој референдум, да можеме тој пат да го отвориме, независно од волјата на политичарите, граѓаните да можат да си спроведат референдум. Референдумот за трамвајот е таков, референдумот за независноста е од локалните политички власти и елити во 91-та распишан, референдумот во 2004-та е распишан од страна на граѓаните, но тој е па уште поспорен за своите вредности кои што ги носи, односно важноста на неговиот успех и неуспех. Ќе зборам малку повеќе за тоа. После тоа обидот на плошта Слобода и ГЕМ да распише референдум во општина Центар за црквата на плоштадот е голем пораз за македонската демократија и за македонскиот политички систем, затоа што покажува дека законите се дизајнирани на таков начин да се практично несправедливи во корист на властите, на штета на граѓаните. И сакам да ги потсетам луѓето кои што веројатно имаат слушнато оваа пресметка и во 2009-та, но референдумот за црквата на плоштадот не можеше да биде распишан не затоа што немаше волја меѓу граѓаните, туку затоа што немаше волја кај властите. Имено ние го однесовме предлогот после неколку процедурални враќања, па одења и така натаму до Советот на општина Центар, кој што
не сакаше самиот да го распише тој референдум за црква на плоштад, туку одлучи да не прати, да собираме потписи од граѓани. При тоа требаше да ги собираме потписите во законски предвиден рок и на законски предвидено место, што значеше 1 месец и во подрачната канцеларија на Министерството за правда. И сега канцеларијата на Министерството за правда е во една од бараките ваму кај матично кај општина Центар и работи од 8 до 4 саат. И ако ги пресметате, како се вика, тие термините потребни за подпишување, и ако претпоставите за секој човек дека му се потребни 3 минути за да дојде и да се подпише, да покаже лична карта, да му ја верификуваат на 2-3 места, се работи за 20 подписи за 1 сат, 160 подписи за 1 ден или 3520 подписи за 1 месец, односно 22 работни дена. А тоа е, при тоа даден ви е рок од 1 месец и даден ви е услов да добиете 8-9,000 подписи, што практично се невозможни услови. Да не правам паралели со спорт и така натаму, ко да ве тераат да даете 180 голови во 90 минути. Тоа е практично никогу не може да се случи, дури да ги наредите луѓето еден по еден да чекаат во ред во работно време, замислете, во работни денови, во работно време да чекаат еден по еден, дури и така не можете да ги соберете тие потписи. Затоа тука разликата помеѓу овој референдум за ГТЦ и тој обид за референдум во 2009 е што тука има политичка волја кај локалната власт. Тива е малку реверсна. Да. Без нив не можеш ова да се исполни. Би сакал да ги споредам референдумите од 2004 и 2015 за да укажам на тоа дека постои случај кој може да се направи во однос на тоа дали овој референдум може да се бойкотира, дали има вистински причини тоа да се прави, како што допираат до нас гласови дека може да се случи. И на крајот би сакал да зборувам за опасноста да не успее референдумот, што тоа ќе значи за сите нас. Значи, разликата помеѓу референдумите од 2004 и 2015 е што во 2004 на национално ниво полесно се собираат 150,000 подписи. И при тоа тие 150,000 подписи се помалку од 20% од населението. Додека во 2015 се распиша по иницијатива на граѓански организации по гласање на советот во општината со амин на градоначалникот и политичките партии во советниците. Во 2004 референдумот е предложен од Параван организација, Светски македонски конгрес, а гласовите се собрани од ВМРО ДПМН со кампања со националистичка реторика. Овдека при тоа не мислам да се објаснам како Светски македонски конгрес е Параван организацијата, може во 2005 изгледаше како некоја како се вика невладина организација, но денес кога нивниот председател се кандидира во внатрешните избори на ВМРО ДПМН, кога застапува крстови во аеродром да се градат во интерес на градоначалникот и така натаму, многу е јасно за која агенда се работи. И при тоа кај граѓаните всадуваше чувство на страв од можноста со територијалната поделба дека Скопје ќе стане двојазично, дека Македонија со тоа ќе се разнебити и така натаму, дека Струга и Охрид македонците ќе бидат избркани од своите градови и така натаму. Референдумот целеше кон тоа да поништи одлука што беше дел од рамковниот договор, односно беше преземена како обврска во рамковниот договор дека ќе постои нова територијална поделба и нов закон за локална самоуправа, а при тоа тој договор го сакале тоа или не да го признаеме 14 години подоцна дали е добар или лош, тој договор не извади од таа криза. Успехот на референдумот можеше да ја втурне Македонија во нов воен конфликт 3 години по завршувањето на претходниот, каде што меѓуетничките односи во 2004 година и во 2015 воопшто не се слични, затоа што во 2004 се уште ја осеќавме топлината на огнот од 2001. Додека овој референдум во 2015 цели кон поништување на лудачка одлука за фрлање на наша проценка 50 милиони евра во вода за уништување на јавни простори и културно наследство. Кога од една страна имате референдум кој се бави со тоа
да не се линиите на исцртување етнички да останат исти, наспроти референдум кој што се бави да се заштедат пари, јавен простор и културно наследство, се гледа дека мотивот е поавтентичен и по граѓански, по суштински. И во суштина овој референдум е не само што е над национален, над верски, над конфесионален и така натаму, тој обединува и подалеку од тоа, обединува и македонци, албанци, турци, власи и така натаму, сите што живеат во општина Центар, муслимани, христијани, атеисти, мажи, жени, по возраст, по област во општина Центар, мала. Значи, во ниеден аспект од анкетите што ги спроведовме, во ниеден аспект не постои некаква доминација на некаква како се кажа статистичка разлика значајна кај некоја демографска група која што го поддржува или не го поддржува референдумот. Не постојат старци кои што се за барокен изглед и наспроти млади 18 годишници кои што се за модерен изглед. Не постои таква разлика. Значи се работи за многу по автентичен интерес на граѓаните, на она што сакаат да го зачуваат. И што е најважно, овој референдум може да потекне многу нови вакви иницијативи кои што може да бидат многу корисни. И за овие иницијативи би сакал да кажам пар зборови, затоа што ако успее овој референдум во Македонија, ќе ги охрабриме и другите локални иницијативи, здруженија, коалиции и така натаму да спроведат нивни референдуми или па барем да ги притиснат советниците во нивните општини да распишат референдуми. Сед многу ми е жал што не се тука другарите од внатрешноста, но јас сум сигурен дека охриѓани би биле многу заинтересирани сега проблемот со блатото да го решат на референдумски начин или барем да ја разгледаат таа можност со популарна одлука да се сосечат намерите на власта во Охрид и централната власт, па да не збориме за Свети Наум да се заштити и така натаму. Истото тоа може да го направат гевгеличаните со нивната проблематична вода за пиење, канцерогена, проблематична благ збор. Истото може да го направат битолчани со нивниот стадион, ако сакаат. Разни групи кои што замолча низ овие години парламента. Референдумот кој ќе се пробие овој пат патот ќе биде пробиен и за нив ќе го сватат потенцијалот на директната демократија наспроти репрезентативната, кога се бираат политичари на 4 години, им се остава секоја одлука во идните 4 години да се носат по своја волја, без директно да одговараат секојдневно на граѓаните. И мислам, не треба да сме многу големи политички филозофи да сватиме предноста во тоа кога нешто е стварно битно сам да си одлучиш, кога нешто не ти е толку битно да делегираш таа одлука некому. Претставничката демократија навистина нема смисла, дури претставничката демократија и не е ни замислена да постои само преку представување, туку и да им остави простор на иницијативите сами ем да предложат, ем да одлучат нешто тако. Па референдумите затоа и не се и се толку честа појава во развиените земји. Имаме тоа е како да им кажете на политичарите, ако правам сценарио дека ако референдумот не успее, замислете, ако овие властите или пак мрзата на центарци на Скопје и така ги одврати од гласачките места, ако не излезат на гласање, тогаш тоа е исто како на политичарите да сте им кажале, еве ние не сме способни сами да одлучуваме, ве избираме еднашка на 4 години, па вие водете си секакво прашање од здравство, образование, човекови права, даноци, територијални поделби и така натаму, културно наследство, вие одлучувајте, ние не сме заинтересирани да се бавиме со такви одлуки и притоа кога го правиме тоа излегуваме со 60% како се вика излезност на гласање, со 60% го легитимираме системот на политичкиот систем од една страна и тие што не владеат 4 години и располагаат со 2,5 милиарди евра годишно плюс локални буџети и така натаму управуваат со само 30% од нашите гласови, од нашата доверба.
Што само по себе е парадокс на престаничката демократија, но исто така е и парадокс ако се погледнеме себе си сега во центар денеска, зошто не би го изгласале овој референдум и да останеме дома. Ние практично се откажуваме од правото кое што го стекнале многу генерации пред нас, не го искористиле, барем не за правите намени, но сепак остануваме кусок од една голема прилика која што може нема да се врати со десетина години понатаму. Да. За опасностите околу можноста и причините, можеби, предпоставките во истражувањето што ги правите луѓето зошто не би излегле, можеби во втората тура или ако сега би сакал, ама тоа е важен момент затоа што постојат нели такви приказни, а сега би сакала Дејан, значи, откако констатиравме дека навистина, јас и воведно, а Еви Никола се надоврза, мислам, си го имал тоа на ум, дека битката за ГТЦ е повеќе од само битката за објектот, туку е битка за нашата демократија, за поинакво општество, но сепак од бидејќи, како да кажам, сепак е важно да поразговараме зошто е токму, зошто на крајот излезе ГТЦ, објектот, тој објект да биде она обединувачка референтна точка за сите нас, која што ќе ни ги отвори перспективите за нашето право да действуваме и да учествуваме во овој контекст. Па од твоја перспектива, од експертска перспектива, да, Ева, ако би можеш нешто околу тоа прашање. Да. Па, јас се обидов вака да помислам што све не беше кажано на овие колку беа десетици форуми од првото гушкање на ГТЦ па до сега. Излегува многу архитекти, уметници, луѓе што го сакаат градот и секој кажа некое свое мислење, што беше важно од некоја своја индивидуална перспектива. Прво да помислам што не беше кажано тоа, па ќе се обидам еден краток историјат на самата зграда. Еве тука има и присутни, па може слободно да ме прекина да не ова се некој монолог, него може би вака да се вклучат баш што најдиректно. Ја би почнал кратко се тоа у неколку пасоса ми се поделени историски како се направи зградата, па до ден денешен, како што све се мислеше за тоа место, какви промени имаше самата зграда и така натака. 67 година кога се распишал конкурсот, ова ми се и прочитано и раскажано и вака дел од овие податоци и лично сум ги доживел. Конкурсот 67 година имало вкупно 24 труда. Од сите 23-4 трудови ги обединува една идеја. Тоа е дека ГТЦ мора да биде порозен од двете страни, и према реката кон паркот и оваа другата аксијала. Тие практично 2-3 улици внатрешни по кратката страна и оваа долгата главна ги обединува сите проекти. Тие се 24 труда. Значи сите исто мислеле во поглед, ако гледаме ГТЦ како еден мал град, некакво движење транспарентно помеѓу него. Значи идеите биле насочени да се минува ни таа зграда. Значи 23 труда, 67 година. Што е вака индикатор важен како мислеле, биле учесници, од кои барем 15 беа од територија на Југославија, проектантски бироа важни ни ден денеска. Тоа е некаде до 73 година од кога се направи зградата. Зградата почнува да функционира. Клучно важно е, осем проектот што е исклучително важен, како е нацртан, гледам и се цртал долго време, пошто треба време, голема зграда е важна на централно градско подрачје. Важно е и каква програма било предвидено внатре. Ако се пресетиме назад, ова може и се потврди, у делот, значи, ГТЦ се поделе не на пасарела внатрешна централна и по 3 кубуса, односно по 3 волумена од десната и од левата страна, таа од левата е малку и расцепкана. Овие од десно се практично од 73 до 91 година се практично 3 микро шопинг молови. Тоа се практично Центротекстил, Трготекстил и Технометал. Тие се практично трите волумени на кои се развиваат од приземје, првкат и на вториот кат. Тие се така се проектирани, па за мали стоковни македонски куќи.
така било у тоа време, нели, имало големи брендови фабрики и логично било, нели, да се најдат во градски трговски центар низ неколку нивоа. И така било испроектирано за голема содржина. Така се наполнет и до оваа, нели, да речеме, тој македонски блок на некакво производство, и овој лево е југословенски, нели, Словенија спорт, таму уште број фирми е многу. Центарот текстил, тој е во другиот дел, у склопот со на овие, нели, 3 волумена. Тоа било македонска, нели? Тоа е македонско. Не? Добро. Мислам едно, али у таа групација, тоа е до 91-а. Нели, по распад на Југославија, практично тука настанува проблемот, нели, на самата зграда. Тоа е еден огромен механизам, една фабрика голема, цел град е практично, кој внатре ние гледаме некакви плочи, кубуси, стакла, такви едноставни волумени, а внатре имаме екстремно комплексна линија на поврзување на нештото. Има внатре, нели, има водовод, има канализација, има климатизација, тоа се некои цевки внатре поврзани од добар проект кои снабдуваат големи волумени. У 91-а, ја го памтам тоа, имав 11 години, памтам ГТЦ беше празен. Значи беше мрачен, немаше народ, овие големи предпријатија, нели, се распаднаа. Практично целата таа пазарна моќ се намали и дуќаните останаа празни. Не знам таму што се случува приватизација, тој дел малку не ми е јасен, но од 91-а, нели, навака практично куповната моќ на приватните фирми е многу мала. И они практично од тие огромни дуќани почнуваат внатре да цепкаат дел по дел. Некој може да плати 15 квадрати да отвори оптика и го преградува дел као наводно може тоа, гипс-картонски зид и све си окей, као приватен простор, има врата и тоа е тоа. Тоа е неолиберализам на македонски начин, така се. Мислам, сиромаштија, имаат толку, имаат и тоа е. И јасно е, не знам дали треба у ГТЦ се случува, може би на друго место, али тоа се случува. И сега наеднаш навидам гипс-картонски зид, врата и тоа е мое. Сега ја имам ја оптика овде, а таму е празно, но не е тоа така. Таа оптика бара, сега се мали детали, али да сватиме од кај се уништува зградата, од каде почнува. Практично има нова канализација, нова климатизација, нов водовод и тој цел систем еден перфектен, наеднаш мали отвори се јавуваат внатре кои дополнително му прават проблем, да го викам на овој мал град. Као на град Скопје, кој се приклучи 5 села диво, практично ја оптеретува самата мрежа. Исто и оваа зграда. Значи, од тогаш почнува да се распаѓа зградата. Тоа е од 91-а, нели, до 2013-та, претходно имаше неколку конкурси, некакви обиди тоа да се спаси, па таа програма некако да се спаси. И ова 2014, ова мислам нема потреба да разговараме, не е ни проект, гледаме некакви слики постојано, некакви визуализации кои на никому не му се јасни. Мислам, апсурдно е овде да збориме ние дал ми се свиѓа мене или на Петко не му се свиѓа, мислам тоа е нема потреба да се збори. Тоа јасно е, тоа се гледа од и колеги странци, свака им е чудно, мислам, не име као да е као некаква хорор приказ не се случува и не е тоа важно. На крај сакам да завршам, имав една поента за ова околу овој, нели, кратки историјат. Може да се спореди со нама што се случи ако ви текнува, беше една голема стоковна куќа, тоа е, нели, у истиот тој блиско комплекс, имаше некаква инвестиција, не знам чија беше, па тоа тие се поделија внатре, па према југ тие огромни стакла се затворија со гипс-картон, па као внатре мини шопинг мол, некој пари инвестира и пропадна скоро тоа, значи апсурдно, ете која една зграда која е проектирана со некој голем волумен внатре се расцепка, почнува да се распаѓа и почетокот на распадот беше тогаш. Ова со барокот е више трагично, ние мислам практично не ни знаеме како самата функција на зградата. Ова фасадата е и тоа не може технички да се направи така едноставно и е ван законски, но сепак внатре протоколот е уште почуден. Тоа треба го разговараат, не знам, 50 луѓе, 50 проектанти. Самиот проект е производ на 50 проектанти македонски од сите фази. Електрика, водовод, архитектура, статика, 50 луѓе инженери сериозни работеле. Се работат еден, двајца таму, мислам, смешно, некои деца, некои таму си играат, лепат некакви фасади. Мислам, нека е, да речеме, Бернини, перфектни згради. Мислам, барок, тоа е стварно еден сериозен стил, една геометрија многу прецизна и многу вешта изведена. Ова е практично, нели, архитект кој е производ на Скопска школа, македонска архитектонска школа, нема обука да го нацрта ова.
Значи ние немаме обука како се проектира барок. Може да нацртаме зграда, функција да решиме. Општо нема предмет таков. Значи не можеш да го научиш тоа. Тоа е тотална, како се вика, произволност, апсолутна произволност. Само се ја менјам тон овака, али еве груба една линија на тоа што мислам за зградата, овака па у некој втори дел ќе се. Да, мислам да тоа е, фала ти за, како да кажем, за ова експертска перспектива во однос на зградата, а понатаму може и за, бидејќи архитектот секогаш треба да ги мисли и социокултурните динамики на еден објект, така што Еден човек тој архитект, урбанист, истиот е тој. Да, ама тоа е многу важно. Абсолютно. Мислам, и затоа ми се чини дека ГТЦ толку, например, немаше ваква болка, да речеме, кај мноштвото граѓани за зградата на ЦК, односно сегашната влада, како што има за ГТЦ, иако таа не е помалку вредна зграда, но веројатно заради токму тој комуникативен социјален Јавниот капитал. простор, тоа е, мислам, само тоа е. Социјалниот капитал. Добро, Колја. Колја е еден од оние, нели, кој што низ сите овие години најмногу пишуваше и најдиректно и најхрабро го изразуваше својот гнев преку текст, се разбира, и книги некои излегоа во Темплум. Па на тема Скопје, на тема градот, генерално мислам, не на градот како политичка категорија, како културна категорија, па дури во некои перспективи филозофска категорија, мислам. Па би сакала сега, значи со мала дистанца, откако веќе, значи, твојот крик се слушаше долго време на овие теми, како ти се чини ова завршница околу целата приказна, целата фрустрација со она што му се случува на градот, кој што рековме не е само урбано место, туку е место на општествена средба, на средба со себе. Доречено, сите фала за прашањето. Има дилеми која од новите теми за кои сум пишувал, а и кои не засегаат, која да ја зафатам вечерва. И сега слушајќи ги Никса и Дејан и тебе, се реши за една сосема трета неочекувана. И бидејќи овие настапи ги сметам и за своји, некако кажам, и перформанси, и нешто што е дури затворено во рамките на четворица, без оглед што имаме камери и што овака го гледат луѓе и на интернет. Сепак сакам да внесам и некоја таква интерна, лична драматика. Тоест да ги спротиставам ставовите. Ви викам, ако ништо друго, ради некој перформанс. Ама не е само перформанс. Знаете што, суштина би фрлил една мала политичка бомба во муабето, во разговорот. Мислам дека е сосема бесмислено организирањето референдум во ваква средина и под ваква власт. Значи, ова го кажувам, ви велам, во изолиран контекст, го поддржувам референдумот и начално ја поддржувам секоја борба. И баш сум спортски, како да кажам, воспитан, целата моја етика е спортска, и 5 играча да ми исклучат, ја играм со 5 и да ми скинат нога, ја играм на една нога, така што не сум за напуштање на терен и не сум, дури кога е судијата против тебе и се од тоа, не сум за прекинување на игра, но велам, политичката димензија, пошироката политичка слика на Македонија, според мене, борбата на ваков начин со вие ја прави бесмислено. Ова прашање, мислам, еве го слушав и Никса, мислам, тоа се извонредно разумни аргументи, или надејан аргументи. Па, така треба да се разговара, не може поинаку да се разговара во разумно општество, кај што постојат закони, кај што постојат институции, власт, која слуша, премерува, се до тоа. Ама овде, на ваков степен на акумулирано лудило и на волку веќе направени зулуми, Дејан да кажува сега, значи, после 9 години несватливо лудило, дека клинци некои црткаат нешто за што не се способни, па добро утро, па тоа сите го знаеме, и тоа го знаеме од првата секунда, од 2009, а по-паметните знае и од 2006. Така што,
тоа е голем проблем, како да ви кажам. Прво е политички проблем, значи политиката значи нели она прастарото, вештина на можното играње во реалистички концепт. Не е ова Матрикс, мислам, сепак. Така што контурите што се оцртани за политички ринг, за политичка борба од власта, воопшто од целокупната атмосфера во општеството се инкомпатибилни со било какво граѓанско изјаснување. Граѓаните се збришани со булдожери, во духовна смисла извршен е геноцид. Практично се затрпани во гробници милиони по македонци. И од оздола како гласаат на некакви цевки, на не знам што. Мислам, не постои клима, не постои контекст луѓе. Сега овакво, ја свакам таа баш, како да кажам, нели Джойсон нас збори, као джентлмени сме и го тестираме системот намерно, макар изгубиле, макар не смеале, макар и победиле, пак не зајбат, кој што не зебале 1000 пати до сега, нели? Затоа што не почитува правила. Може и да го добиеме референдум, особено за Груевски, тоа ќе биде предизвик да направи нешто радикално. Тек тогаш да направи, како да кажам, нова белја, уште зголемена. Тоа е неговиот психолошки, како кажам, профил. Он цело време така решава. Ова е само дразнење. Нив да им даеш референдумот, ние само ради тоа што излеговме на площад, ги раздразнивме и ескалира целата работа. Така што не беше црква, него уште 1000 работи на тоа. И се разбира, ја не викам као за да не ги дразниш, седи доле под дупките затрпан. Но од друга страна мери си ја силата, зашто да ја трошам на нешто што е. Од друга страна ви велам, ова го кажувам делумно и ради драмски ефект, ваква една, како кажам, радикална поларизација на муабетов и од друга страна позитивното во оваа борба референдумска е што ако ништо друго ние правиме макар историски референции. Мислам, борбата за слобода, за демократија е процес и тој трае, некојаш трае 100 години. Така што од тој аспект ова има смисла. Така што изгубиле и се до тоа. Главно трае 100 години. Да. Долги се борбите. Така што ви велам, јас сум како кажам со разумот, апсолутно и да се тестираат и да се водат борбите. Ако ние не видиме аир полза некој од ова, ќе видат некои следни. Ете, прво искуство е. Па макар било погрешно, макар бил нели политичкиот контекст погрешно разбран и се до тоа, но ете тоа, значи сакав да кажам чисто една политичка несвобода, еден политички наивитет на тие што се како да кажам се борат за референдумот. Втора работа исто што сакам да кажам, таа си ја спремив од дома, вика ја спомна во една друга дебата и исто ја сметам за баш за драматична. Тоа е уништувањето на зградава на СМ. И тоа неповратно се уништува. Овие други фасади можат пак да се изгребат и да се вратат више мање во првобитната состојба. Ова нема да може. И тоа исто, велам, не е толку трагично. Не е трагично во смисла дека ја почнав работи да ги доживам ко некој да ми го бомбардира градот. И сега, боже мој, Варшава била срамното земја, ја дигнале вредните луѓе, ја дигнале од овакво. Така што и тоа не ме тревожи. И го уништува градот, го уништува сега, ќе го градам одново. Ама во случајов е драматична работа, бидејќи нашите ментори, нашите паметни, како да кажам, водачи низ пеколот на неолиберализмот, ЕУ, со нивната земја престаник Австрија, која е собственик нели на ЕВН, и земја која може да има најбогата архитектонска школа во 20 век и цела дузина славни архитекти и во која културното наследство, особено од овој тип, е мислам, светиња од највисок степен, дошла овде во тоа шака јада културно наследство што било модерно и ни уништува една зграда. Мислам, тоа е како кажам, тоа е за мене акт на војна. Мислам, таков степен на наследство. Кода австријски авион да полетал 2000 км и да ми ја избушил овака зграда. Толкав степен, како да ви кажам, на скандал е тоа. И тоа е мој предлог, Дејан, Сојуз на архитекти и така нешто, фотографии, на примериве, пред се на ЦК, тоа е владата, и овие нели фасадите неверојатни, и претходна состојба, сегашна состојба, исто е само. Да се прати на австриското друштво, на австриска надворешна, како им си като министерство надворешни, да се викнаат сите светски медиуми да се каже, има еден лудак на Балканот, веќе сите го знаат 6-7 години, прави еден невидено на редизајн на културниот идентитет, сето тоа, нели? Позната е приказната, ја има и на други места, има Белорусија, има
сегде тоа не е толку необично, се појавил човекот и во ироничен контекст во важни медиуми, но сега е помогнат од овакво, од австрийска фирма која вложила релативно големи пари таму и го држи пазарот и се тоа. Така што ете тој тип на борба, како да кажам, ми е посоодветен за тоа што знаете, баш ја читав сега и книга на Пикети, Бурдие го читав скоро исто, нова книга за арапската пролет, која исто е поврзана со нашиот огромен проблем, со нашата трагедија, кога се дигне народ против ваква лудачка власт. Сега да кажам дека Пикети, например, тоа сугерира, нема ништо без интернационализација на отпорот. Мислам дека една од големите причини зашто гниеме и зашто така безнадежно гниеме овде, и како ќе ни помогнат, или албанците ќе ни помогнат, ќе се смилува Ахмети, или добрите Америка и ЕУ ќе ни помогнат, а за тоа време она као очај, велам, интернационализацијата на проблемот е единствено решение, дури и во, според Пикети, дури и во мокни земји кои имаат мокни цивилни сфери, да кажам, сектори, ко Франција, ко Британија. Дури и таму ништо не може да решат суштински за граѓаните. Слични вакви процеси и таму владеат, нели, неолиберална тортура, само се разбира на друг начин, таму тоа се сика гентрификација и се тоа и трае веќе 50 години, едно посуптилно уништување на градовите, тоест узурпацијата на јавниот простор од многу мокни, како кажам, центри, поврзани се разбира со економската мок и со политичката. Значи и таму се препорачува интернационализација. Тоа е здружување, бидејќи просто нема сила и покрај тоа што нели нивните ресурси се неспоредливо поголеми од нашиве. Зборам за ресурсите на активистичката сцена, на невладината сцена. Така што ете, за да уфрла малку оган, овие два примера, значи ги спомнав, политичката димензија, значи во каков контекст се прави, особено во контекстот на бомбиве, нели, што кои Заев ги испраќа, и ова што руинирањето, уништувањето на градот и во ваква дословна символичка смисла преку зградата на ЕВН, СМ, но и во политичка смисла што е можеби уште поважно, каква е улогата на ЕУ овде, на Балканот и конкретно за нашиот пичуес во Македонија, ете тие две теми сакам да ги уфрлам во разговорот. Фала, Куља. Отвори една тема која што веќе повеќе од година и пол е и моја тема, тоа е темата за радикална конфронтација. Јас сум од тие што заговараат радикална конфронтација, но самата сум исто така растргната во оние нешта за кои што се застапувам, за кои што се борам, значи не ГТЦ, туку и во сферата во која што припаѓам. Значи се обидувам, се фаќам како се обидувам да го најдам джебот каде што мојата радикална конфронтација со ова зло што нема снајдено, со кое што не постои јазик во кој што ние ќе се најдеме, значења, семантика, не постои тоа ништо таму, просто е безјазично, кула вавилонска. Значи, кои се тие джебови каде што сепак ќе можам да ја потврдам, како да кажам, цивилизацијската придобивка на некои политички процеси, кои што самиот рече, нели 100 години, некои требало да поминат 100 години за да се дојде до ниво. Таа смисла, да, можеби референдумот е абсурден, иницијативата за референдум е абсурдна кога самите ние, верувам дека и другите се застапуваат за конфронтација, неќам да преговарам, неќам да разговарам, нели тоа ни се ставовите, со овие не се разговара, они се криминалци, они се мафија, мислам, нема што со нив да се молиме, но во случајов се создава еден джеб каде што ние велиме, можеби ова е тоа јадро кај што ќе им покажеме на криминалците како ние можеме внатре себе да се конфронтираме и своите слабости да ги преиспитаме на некој начин. Дозволи ми за да биде подинамично. Искрено, знаеш како? Јас се залагам, знаеш, дека дури наши символички крик, како да кажам, во една општа распуштеност, расула, има значај просто на институција, знаеш. Например, паметен човек, разумен, Еве Никсон што беше во уводот, знаеш, сам по себе институција на разумот и на законот, да речеме во средина кај што сите 100 луѓе, таа мала заедница полуделе, например. Тоа го знаеме нели од филмови оние со
со зомби и со сето тоа, нели, као напаѓаат и ќе останат два тројца као и сега они се носители. Ама мислам дека знаеш, кога не постојат законите се во функција на некоја владеачка клика. Сите институции се исто, знаеш, уставен суд, се и тоа се на просто она кукларски начин, просто гротескен начин се во функција, се претворени во пепел, се струи. И во таа смисла некако ми е чудничко ми е тој референдум да биде заправо последната инстанца на разумот и на правото и на правдата и на мнозинството мислење на луѓето. Ја ради тоа не го свакам овој разговор и тоа си дозволувам ваква, како да кажам, радикалност, своевидна, не го свакам која агитација гласете. Нормално дека си тоа и пред муабетов рековме, секој нормален човек кој што рече Никса од 7 до 107 години гласа за овако, и необразован, и образован. Јасно му е дека не осекам потреба некого да убедувам, но викам, зарем тој референдум ка биде единствената штака на разумот. Тоа ми е некако. И вторава работа исто само една илустрација за ова второво што сакав да кажам, да не изгледа само дека драматизирам еден можеби гаф на некаква си компанија, некаков управен одбор кај што пола се веројатно гуревисти, пола се некои странци на кои гајлиме. Што се случува, бидејќи врват, нели, тендерите и сето тоа. Гледав на ХТВ пред некоја вечер за да ја илустрирам по солидно, да речам, оваа теза за влијанието на ЕУ на нашиве неволји. Тоест за придонесот, тоест за фрлањето бензин од страна на тие земји во нашиот и онака прилично распламтен онака пожар. Значи Хипо банка, случајот, прави анализа на ХТВ пред некоја вечер. Значи некои викаат дека најмалку 10 милиарди се тука тоа исто австријска фирма и огромна афера. Од 10 до 20 милиарди евра, заради тоа ја спомнува австријската улога кај нас, се уништени во тоа. Корупција, невидена, сето тоа. Мислам, хрватски политичари добивале десетици, некои велат и стотици милиони евра за корупција. Нормално, аферата пукнала, никош немала ни да пукне, да не биле погодени некои германски банки кои се главни губитници ова и ради тоа и покренала истрага. И истрагата е релативно одмината, веќе се води 4-5 години и стигнала до 10 милиарди отприлика. Проневерени. И сега секоја земја нели си има своја штета. Германија пред се, Австрија. Зборот ми е главната теза на овие експерти што беа во емисијата, беше дека тие земји извезуваат корупција. Она што не им е дозволено дома, многу лесно го прават во вакви банана држави. И велам во случајов тоа е толку радикално, толку драматично што они извезуваат дури Австрија, ИСИС во случајов. Не само што претпоставувам дека корумпираат и со тоа, него уништуваат и културно наследство. Така што да, јас не сум сигурна колку мислам тотално го разбирам и оваа твоја перспектива, одговорноста нели на посакуваната Европска унија за она што се случува. Не сум сигурна колку имаат и колку се засегнати за самиот објект, они се засегнати за друг тип на капитал, не за таквиот урбан капитал, но само ова пред на Никса да му дадам, мислам да го повикам да се вклучи и да се надоврза. Ти велиш као некаква крајна, јас викам не, ова со референдумот е почетна точка и јас застапувачот, повторно ќе речам, за радикална конфронтација со овие луѓе кои што се нарекуваат власт, јас сметам дека е неверојатна важна вредноста, политичката вредност, символичката вредност на иницијативата за референдум, затоа што во вакви политички услови се наоѓаме едно политичко јадро, како што Ник се објасни, таму дека не се само граѓаните во прашање, иако јас реков дека и граѓаните пред се, но наоѓаме едно политичко јадро кое што вака или онака, не знам од кои причини, конфузно или не знам како, покажува волја да го направи првиот чекор да се одбетонира на некој начин нашиот гроб во кој што сме се нашла. Никса повели, ако сакаш надоврзи се, а и остана, нели... Спротиставам на Колја значењето, знам дека се огради дека ова го кажува повеќе заради за да има конфликт и драма во расправата, но дури да е така, има контрааргументи зашто оваа битка е малку поинаква од другите. Јас знам за
ајде да не кажувам примери зашто не ќе се конфронтирам со другарите пред камера и пред присутни, но за многу од иницијативите кои што ги прават моите другари во невладиниот сектор, имам лошо мислење само заради тоа што мислам дека со секоја неважна акција, со секој неважен убод го вакцинираме Груевски и го правиме помоќен и себе си се правиме помалку моќни во идните боцкања. И затоа се согласувам кога се собираме. Иако се има важност, но мислам дека тој печали и добива на својот имидж со секоја наша изгубена битка. Мислам дека ГТЦ има една символично значење од многу аспекти, почнувајќи од архитектурата, културата, културното наследство, слободната територија, естетиката, ако сакате, цел комплекс на борба помеѓу градското и провинцијалното, при тоа да не се објаснам се, што често знаеме се оградуваме со провинцијалното, Филип најболje знае што мислам. Мислам на планечкото кога кажувам на тие работи, кога кажуваме дека ние имаме концепт на отворен град наспроти нивното селјачење со барок и со како се вика неокласицизам со стиропор, кој што е имитација. Да, сакам да кажам дека овој концепт и оваа битка е многу поразлична од битката, да речеме, за даноците, за придонесите. Оваа битка е просторно битна заради општина Центар како символ на отпорот си овие години. Битна е затоа што центарци се тие кои што треба најмногу да ги берат плодовите од овој лудачки проект Скопје 2014. Центарци се тие кои што секојдневно поминуваат покрај тие споменици и тие фасади кои што живеат во тие фасади и тие луѓе му викаат не на диктаторот, дека не ти го сакаме ова. Понатаму референдумот е символична победа и на полето на аргументот на кој што Груевски до сега цело време ја подпираше своето самоволие. Он викаше ја имам поддршката од народот. И многу е битно да се порази Груевски на тоа поле, на полето на народот, на популарноста на неговите политики. При тоа ова збориме не за една од неговите политики, збориме не за круната, него за диамантот на круната на Никола Груевски проектот Скопје 2014, да е поразен од страна на народот, како што тој ги вика граѓаните. Мислам дека символиката во тој чин и при тоа ако додадеме и евентуалната известна шанса за успех на референдумот, како тој ќе придонесе во целата опозицијска битка и оваа бомбастична револуција која што ни се случува, јас мислам дека ќе го издигне ГТЦ на такво ниво на обожавање во новата Македонија која што ќе ја создадеме, што политичарите нема да имаат избор како прво да го прогласат за културно наследство, него и ќе имаат некаква морална обврска кон ГТЦ да гледаат како на своја светиња, како на објект кој што прво мора да остане таков како што е и да биде добро управуван од идни вакво директори, од друга страна просторите, културните простори кои што сега дури ги запознаваме колкави се огромни, какви потенцијали имаат со иницијативава, да останат, односно да станат функционално јавни, а не само да може да се трча по нив со детето. Кратко да те прекинам на оваа тема. Мислам дека тука исто знаеш правиш политички превид, али инсистирам на тоа политички, знаеш, и бидејќи цивилно сме тотално на иста страна, знаеш. И јас се борам за успехот на референдумот, исто кој ти, но велам политички, знаеш, грешиш кога велиш дека сега треба, знаеш, после 9 години тортура, да му покажеш на Груевски дека народот народот ни во една секунда не го сакаше Скопје 2014. Ама тоа не го спречи Груевски покрај тоа што е популист да си го тера своето лудило. И не гледам зашто сега тоа би било аргумент. Токму ради тоа што ни знаеа дека народот ни во една секунда не може да добијат ни 33% од самиот почеток, значи 2009-та, а пред тоа беше таен или проектот. Да има било каква доверба во народот, немаше ни таен да им биде проектот. Ниту подоцна ќе продолжа клучните, значи урбанистички планови и се да ги кријат. Па ние научивме да живееме она као што ќе се појави зад оградите, никој не знае. Никој и као види као и Facebook она као шиште гледате го ново тепихче као направиле. И тоа го дознавме пред 7 дена. Па тоа е
Мислам, зар има подобра илустрација за тотално лудило? Во нормални земји расправаат со години за обичен споменик во Берлин овој за Холокаустот. Со години траеше дебатата, се изредиат стотици она аргументи од стотици. Овде не знаеш уопште, дури експерти не знаат, упатени луѓе. Не е единствено кој што така се спроведе да не е јавно. Имаше многу скандали за кои што они не го прашаа народот. Не само скандали, он скандалозни политики цели кои што 9 години. Твојата теза имплицира, знаеш дека он имал поддршка некош, а еве сега конечно ја губи и ајде да се видиме на референдум. Тоа не е добра теза. Само го создаде имиџот дека го има народната поддршка. За да ја само ова околу народот Никса ќе продолжиш, значи тоа е типично за секој популистички диктатор. Се повикува на народот, на волјата на народот, при тоа нит народ есапи, нит нешто есапи, туку само го дизајнира практично преку јазикот, присуството и волјата на народот. Кој диктатор и популист, мислам, а сите го користат од Хитлер, па мислам и од монарсите, па навака. Така што знаете што клучна точка е тука, јас се согласувам, суштината на демократијата е волјата на мнозинството и мислењето на мнозинството. Во таа смисла референдумов е фундаментален, мислам стварно е суштинска работа. Може, ради тоа ја и она малку претирував кога зборев, тоа е последната инстанца на нормалното и на правото. Во земјава бидејќи сите други се руинирани. Тоа звучи лудачки, ама не е лудачки, бидејќи референдумот стварно ја испитува волјата на граѓаните, која е единствената важна волја. Само таа е важна. И јас сум убеден дека ова што збореше Никса, дека најмалку 3/4 од а претпоставам и повеќе, бидејќи дури и таа база од ВМРО не веруваат во ова, дека ќе гласат. Ама ви велам, дал е ова вистинскиот начин да се тоа исто, нели, и СДСМ и денес го плукаме ради нивните глупи одлуки да излезат на избори, па да ги признаат тие избори. На тоа ми личи ова, како да кажам, институционална борба во амбиент кој не почитува никаква борба и никакви правила. Има и по-сериозен аргумент од тој во однос на политичката борба, што овој референдум и согласувањето да се оди на референдум не само што го прифаќа контекстот во кој што се средината во кој што се одвиваат изборите, туку и прифаќа технички аспекти, како што на пример изборниот список и проблемот со гласачите од Пустец и така натаму. Ама повторно ќе ти одговорам со символиката, ќе биде убаво и да се покаже дека дури и во општина каде што има лажни гласачи и има заглавувано лифтовите, ова со лифтовите веројатно тројца спречиле да гласаат, ама лифтовите стана онака символ за изборна манипулација. Сите оние притисоци кои што се правеа вработувања во општина центар, носени гласачи од ваму, па од Пустец странци да донесат да гласат и така натаму, убаво е и символично и на тој терен да се тепа и покрај тоа што они играат со 20 играчи, а ние играме со 10. Убаво и тогаш да се тепа. И ја мислам дека ниту Жарновски, ниту Советот на општина центар немаше да влезе во односно партиите во општина центар немаше да влезат во ваква пресметка со владата ако не ги видат тие анкети и не им ги кажат тие опако охрабрувачки бројки кои што кажуваат дека 85% од граѓаните викаат дека сакаат да го зачуваат автентичниот лик, 7% неќат, сакаат барок на фасада. Ја онака кога разговараме со другарите од иницијативата, викаме дека тие 7% се уствари луѓето што мислат дека ги прислушуваат на телефони дека не им се јавува рейтинг, него им се јавува Мијалков. Па викаат да, ми се свиѓа барокната идеја. Значи толкава разлика не можете да ако анкетирате денеска луѓе дали сакаат да плаќаат даноци, ќе имате полош резултат од 85%. Ако ги прашате дали сакате, не знам, да имате гага пари или гага плата, помалку од 85% ќе ви кажат да. Значи се работи за прашање во кој што толку е јасна изборната волја, во која што е толку тешко да се изгуби битката, освен нели на техникалија како што е цензусот, што тоа веројатно ги охрабрило луѓето да отидат и да ги проголтаат овие сите аргументи за нездрава политичка клима и за изборен список и лажни гласачи и лични карти. Никса, што мислам дека во првичниот твој воведен збор таму и застанавме негде, што доколку еве на која тезата се испостави дека
е функционална, значи што ако се случи граѓаните во својата апатија, кои што нели постојано се вадат на својата апатија и затоа ги нема 9 години никаде, мислам, не излезат на референдумот, бидејќи има таква опасност, нели, да не излезат повторно. Што понатаму, значи, што после тој пат? Тоа ќе биде сериозен пат. Мислам, тоа ќе биде сериозно обесхрабрување не за ГТЦ, него за целиот процес на демократизација во земја. Но апсолутно, ја не ќам ни да помислувам што за сценарија, ама сигурно нема да биде добро ако референдумот не успее. Претпоставам дека тоа ќе се одрази на мотивираноста на останатите општини во Македонија да се борат против режимот во ова се што ни следува со бомбите и со така натаму, па со вклученоста на меѓународната заедница, ако сакате во тие процеси. Мислам дека осветољубив диктатор како што е Никола Груевски ќе дојде по сите нас, што сме пишале статус во поддршка на ГТЦ или твит, а камоли да збориме за луѓето што ги спомнувале бомбите на СДСМ или ги споделувале на социјалните мрежи. Мислам дека ќе биде многу лошо и мислам, тоа го кажав и на трибината пред некој ден овдека, дека кога животно како Никола Груевски ќе го ставите во ќош што има обврска да се бори и да прета и да клоца и да гребе и така натаму, и дека тоа му е манир кој што го покажал во мирнодопски услови и да очекувате дека тој ќе стане позрел политичар и поумерен од како ќе ја преброди оваа криза, ако ја преброди, е неочекувано, затоа викам дека оваа битка е помалку битка на живот или на смрт, и не само за него, туку и за сите нас. Он можеби ќе не може да убие милион луѓе во Македонија, но може да направи, како се вика, некој од нас да направи примери за тоа што може да се случи за некој иден отпор. И затоа мораме да сватиме работата сериозно и да не ни помислиме дека можеме референдумот да го изгубиме, приликата да ја изгубиме. Да, и успат да ја научиме конечно лекцијата за нашата мрзеливост, би рекла, мислам граѓанска мрзеливост во борбата. Ние се уште на ниво на копнеш и на Фејсбук најмногу копнееме по промената, по радикалните конфронтации, никако да реагираме. Што да кажем, се извинам што земам волку време. Ама и да е така, референдумот како политички феномен има начин како да мотивира луѓе кои што претходно сме ги мислеле за апатични, оние луѓе кои што не сакале да искачаат и да гласаат за кандидати, за личности, за партии и така натаму. Овдека гледаме кој све ни се пријавува да сака да постави платна на својата тераса, кој е спремен да лепи плакати, да носи беџови, да доаѓа на настаниве, и гледаме дека се работи за луѓе кои што претходно сме ги мислеле за хейтери, само затоа што не ги споделувале со нас истите вредности во однос на избори и значењето на изборите. Во овој случај не само што можеме да се надеваме дека и ВМРО-вците ќе гласаат за референдумот, можеме да се надеваме на голема група на луѓе кои што никогаш не гласале или ретко гласаат, или гласаат за некои шести партии, или пишуваат Че Гевара на крајот на ливчето или што беше таму, и тие да гласаат за, затоа што прашањето им е непосредно. Од утре веќе ова не може да се смени, нивната волја не може да биде променета. Најден е тој обединувачки момент преку архитектурата. Ја повеќе, мислам, ова ми е јасно што го зборат и Коле и Никола, дека цела работа за референдумов е над прашањето за ГТЦ, темата за град е тука се допира општо целата демократија, тоа е вака не јасно на сите. Ја можеби, јас сум тотален оптимист околу ова, ја мислам дека ќе има огромна излезност и дека ќе биде несомнено изгласан, кога ќе у два треба се редуваме, така? Да. Очекувам да има 60%, 72 и да знаеме дека е успешен, не ми е сомнено тоа. Ја поише се вака да се прашувам да сами од себе што после тоа. Тоа дали некој мисли некакви дали сме еден чекор плюс, дали сме пред ова, кој ќе се случи, еве ќе го одбраниме. И што ќе се случи? Мислам, ја памтам политички кампањи на бивши кандидати на градоначалници кои во своите изборни кампањи во фотошоп прередеа цветиња на зградата на ГТЦ, што требаше да покаже дека се за зелено Скопје. А патем таа слика од зградата за ГТЦ беше нашиот конкурс од 2008 година кој има КАД плюс. Значи, тој што го правил тоа не разбрал дека е тоа нов проект за нова зграда. Значи,
Страв ми е за тоа после тоа. Еве ќе го спасиме. Ќе прекине ЕСМ, еве Австрија ќе се свести ова идеја на колја и ќе се стопираат зградите. Што понатака, тоа ми е тема. Кој ќе го црта тоа? Ова асоциација, нели, архитекти се одбор од 7 луѓе кои наоѓаат по 2-3 сати неделно се вака се најдат, Сања дава илјадни интервјуа, има приватна фирма која треба да работи, апсолутно не е платен на волонтерска тотално работа. Тоа што се развозуваме коли, тоа све е приватна инвестиција, така да нема тело кое би се, еве, Циги у последниве 2 години, Даница, еве го Писарев, нели се бават, се мачат, Никола, ти, ја бев, мислам, долго време вклучен и уште сум вклучен во оваа иницијатива. Ќе го спасиме, што правиме после, кој ќе нацрта подобар, кој има некаква студија за некаков град, тоа што збориш ти, повалба за градот, кој е тој простор, кој е тоа зеленило, кој е тој воздух, кој е тоа сонце во градот. Немаме ништо тако. Урбанизам не постои. Ако имаме у Скопје имаме 5% архитектура, 5%. Еве Колја Плар единствен кој можеби единствен, кој прати изложба на асоциација Бимат, што е важно. Тоа се архитекти кои 98% цртаат што не е барок. Се спротивставуваат, немаат глас, немаат оружје, али не цртаат барок. Тие се архитектите. 200 луѓе цртаат, други се продаваат мебел, 200 цртаат. Треба да се гледа што мислат тие, треба да се процени кој што мисли, важно е. Така да темата што после тоа мене ми е панично што да мислам. Не знам како кој ќе се бори против тоа. 5 луѓе, каква асоциација, 5 луѓе смешни вака зборат. Нешто кај се други. По фирми се работат, цртаат ова главни проекти. Значи нема кој да се бори. Има проблем директен, јасен ни е. Диагнозата е таа, успеа ГТЦ, што после тоа? Тоа ми е страв. За ова ќе успее. У 2 сат 80% и супер. Некако успеа кампањата. 2 години се мачиме, ете успеа. Отвараш едно од најважните прашања, само една реченица, што после тоа? И ова прашање не е важно само за ова приказна, со референдумот, туку ние цело време имаме, во минус сме, забораваме да мислиме, борејки се против сите зла кои што ни ги произведуваат, сите зли теми што ни ги произведуваат, забораваме да размислуваме, а тоа мора да биде паралелен процес, што после исчезнувањето на нашето зло. Така што да, немаме ресурси, човечки ресурси немаме, сите се растргнати, сите се екзистенцијално фрустрирани и секако фрустрирани и идејно и креативно, и врз рушевините на таа наша креативност на секој план мора некако да се мобилизираме и да мислиме на стратегиите што после референдумот, што после бомбата, што после не знам што. Извини, кратко, само... Не, да е па Колја. Да. Една секунда, кратко. Добро е да се мисли унапред кои се тие луѓе, колку е потребно број на луѓе да направат еден скен на градот. Кои се тие тела? Тоа е политичка програма после. Треба 20 тела во тоа министерство да се бават со тоа. Тоа се барање. Треба да се напише политичка програма. Треба да има да напишете политичка програма. Ја не се бавам со политика, мислам не, тоа е политика, архитектот е најдлабоко во политиката. Ја мислам дека тоа, извини Колја, може да се реши, мислам за прашањето не на трговски центар, него на комплетно централно градско подрачје у Скопје, а со оглед да кажеме на конфронтации политички идеи и така натаму. Значи, тоа би требало да се реши со некаков меѓународен тендер или со повикување на одредено, како се вика, архитектонско биро, кој ќе се занимава со проекцијата на Скопското градско централно подрачје. Да речем, има такви работи по светот, Сеул го работи, ја колку што знам, Лебескинд, архитектонска куќа од Вашингтон, ми се чини, или Њујорк, не е битно, американска. Има Франкфурт, има примери, да, комплетното градско подрачје. Во Кина имате толку многу градови кај што работи Заха Хадид работи, не знам кој така тоа се бизнис е тоа. Мислам дека тоа би можело да биде едно решение, се разбира тоа е врзано со пари и така натаму. А ова околу трговскиот центар сакам да малку да прашам, малце да продискутирам само. Значи тој трговски центар вака кој што е оставен сега, со референдумот ќе се одбрани, но тоа е веќе, како да кажам, на некој начин неодбранлив. Мислам како архитектонско дело е неодбранлив, затоа што е веќе потрупан. Упропастена е ова
подрачјето према Кеот, така натаму, па од другата страна према Собрание Жена парк и така натаму упропастен. Сега се упропастува како се вика ЕВН. Направени се овие огради тама околу стоковната куќа, така нама. Така што мислам дека премногу со референдумот се оди премногу тесно кон самиот објект на трговскиот центар, а загубен е контекстот во кој тој објект се наоѓа. И мислам дека тоа не е добро одбрано. Иако ја навијам за референдумот и ќе гласам, мислам дека во полза на референдумот има неколку работи, од кои да кажем, по моје мислење, најважен е овој политички контекст. Политичкиот контекст е поволен за победа на референдумот, а победата на референдумот ќе биде поволна за политичкиот контекст. Значи, една скица и слика, како да кажем, на поразот на оваа банда чипирани идиоти, што ги викам јас, е веќе нацртана и таа надолна тенденција на тој режим е, мислам, исцртана и е несотвирлива. Таа работа е јасна. Од друга страна, мислам дека, како да речам, сега се оди на еден референдум за градскиот трговски центар, и тоа ќе се случи, а ние поминуваме покрај овие огради кои се направени околу стоковната куќа, околу Старана. Значи, кои се тие резони што нас не водат? Ние, као граѓани, као скопјани и така натаму, дозволивме руинирање на комплетното градско централно подрачје и сега инсистираме на градскиот трговски центар. Ја Искра знае, кога беше првото гушкање на градскиот трговски центар, ја реков дека тоа треба да се откаже, дека треба да се пушти системот, режимот, да си ја доврши својата монструозна работа и да се барокизира и градски трговски центар. За да се доведе до абсурд неговата визија за Скопје. Океј, мислам дека сега освен овие забелешки што ги дава Коле, со кои ја апсолутно се согласувам, али тие говорат повеќе, како да кажем, ево јас се обидов нешто да нафрлам на таа тема. Тие ќе не фрлат таквите погледи пак во една, не знам како да кажем, дефетистичка можеби позиција, од која пак исто така нема да можеме да излеземе. Затоа јас се залагам да се поддржи оваа иницијатива и да излеземе, да може да изгласаме таа одбрана на градскиот трговски центар, а после се надевам дека таа победа ќе биде многу важна во рамките на тој еден филм што се создава околу поразот на Груевски. Интересна работа. Заправо ние го спасувавме Груевски цело време и кога изгледавме 2009, знаеш, и за цело време нашето действување и дури сега со референдумот. Ако го гледаш од некаков таков политички агол, особено нели сега во очи разрешницата на големата македонска драма, која веројатно не може поинаку да се разреши освен преку преговори и кај што нели као двете страни кај прифатат одредени компромиси. Значи особено во тој контекст може таа фигура да се употреби, уште еднаш му фрламе појас за спасување, гума за спасување на Груевски, но дека му шанса единствен пат во оваа тиранија 9 годишна да биде ем джентлмен, да го слуша гласот на народот и да каже окей, луѓе, као направив невидена срања, прв пат ми дававте шанса, во име на преговорите кои ги правиме ДРР, тоа ќе ви го попуштам. Бар ГТЦ нема да го уништам. Ама ја ради тоа тичко реков и не се осекам дека сум, како да кажам, дефетистички во муабетов, мојот прилог дека е дефетистички, за тоа што Груевски тоа нема да го направи, затоа што 100 пати до сега, мислам, секој разумен, нормален човек, особено во оваква ситуација, се е готово, мислам, можеш само уште поголеми срања и бели да направиш, или конечно да прифатиш минимум разум, значи не бараме од него нешто минимум гест на добра волја. Ја ради тоа, и емотивно сум, како кажам, поексцитиран, затоа што 100 пати до сега он не покажал минимум толеранција за туѓото мислење, малцинско било, мнозинско било. И ние по 100 пат, значи ние попивме и казни и се живо, мислам, не малтретира на сите шанси, а уствари се што сме правиле, го спасувавме неговиот гъс, да не иде у затвор. И тоа си парадоксите на активистичкото движење. Што сме правиле? Само сме го спасувале
Него се разбира и граѓаните од акумулација на штети, на зулуми на бели, а си го кркал стапот цело време. Ете во таа смисла ја доведов, како да кажам, можда на парадоксален начин на смислата на овој референдум. Просто убеден дека он уште еднаш го отфрли тој појас, и ка каже сакам да ви удавам сите и сам да се удавам. Граѓанството да не го прифаќа тоа више. На него му се више смеат граѓанството. Значи, неговата моќ да решава за такви работи, како што е да речеме и градски трговски центар, е завршена приказ на Колја. Во таа смисла, јас се залагам да се подржи референдумот, а немаше да бидам за референдумот да беше организиран пред, да речеме, една година. Во таа, тогаш би стоеле овие резони на кои ти сега инсистираш. Оне... Па мене ако ме прашаш, ова што вика Искра, јас сум за радикални решенија, ние треба да се организираме и да идеме, ако ништо друго да се обидеме да ги тргнеме тие таму. Зашто да не ја потрупаме дупката пред Пелистер? На нас ни фали, ние сме така малце граѓански иницијативи, ама со една доза, како да речем, некем да речем, молам, ставови, елеганција, позерство и така натаму, театралност, тие работи. Така што Груевски е, тоа е моја така еден впечаток. И да не го респектираме на што он ќе прави. Да не го респектираме, ич. Да, јас сум за тоа. Не знам некој дали сака... Ајде, Филип Јовановски. Ради обврски околу ГТЦ малце закаснивме на дебатата, али тоа е тоа? Да не се случи друг пат. Само би искоментирал околу успешноста, бидејќи тоа ни е многу битна тема. Премногу сме внатре, ја не знам, малце сум скептик, дури да не го добиеме, дури да биде 15.000 излезност, сигурно против би биле максимум 1000 луѓе, што не е малце, што пак е некоја добиена битка. Мислам, не би сакал да звучам песимистички, но ајде, може би од таа позиција треба да се размислува, што постои веројатност да нема цензус, така што не би сакал да се разочараат еден куп луѓе кои што работат на оваа иницијатива, така што чисто како коментар околу тоа Дејан што го вика што после, мислам дека е многу сериозна тема и тема за, не знам, за уште 10 дебати и нови размислувања што понатаму. Бидејќи, не знам, баш периодот, тоа конкретно со него разговаравме, почнавме мал список да правиме на луѓе кои што цртаат барокни фасади. Ја почнав и да ги вадам во соработка со Сања од асоциација. И ќе видиме, и сваќаш дека уствари 90% од луѓето што ги знаеме цртаат барокни фасади. А тек фирми и други соработници кои што се вклучени во проектите. Така што тоа, мислам дека е битна тема која што не треба да се откажеме. Мислам дека не многу се, покрај автори, цртачи, соработници, фирми, менаџери. Ова што збори Филип, ова последново цртаат голем број пријатели, тоа се, значи, разработуваат идејни решенија. Тоа да се претвори во основен проект, стварно треба проект вистински. Значи, треба детали да се решат. Значи, у таа смисла. Иначе, ако нема идеен проект поминат, нема што да се црта. Идејниот на ГТЦ е дело на еден или двајца луѓе, што е трагедија апсолутна. Тоа. Да, тоа е... Бидејќи голема болка не е, мислам, тема дали ќе успее или не, така што чисто да го балансирам малце разочарувањето. Можда ник се нема се сложили добро. Не, добро, факт е дека тоа рековме и не само, ама најмногу во ова сфера, во луѓето од архитектонската бранша, мислам се врзани екзистенцијално и со сите овие цртежи околу Скопје 2014, со изведби, со ова, со она. Но тоа за мене не е алиби, значи мора тоа да престане. Оние малце кои што немаат, кои што размислуваат над своите партикуларни интереси, во кои што спаѓате и вие, некако ќе морате тоа да го обзнаните кон јавноста и да ги повикате на одговорност сите тие луѓе. Јас разбирам дека станува збор за голема сиромаштија, ама сепак сите сме
само тоа не смее да биде алиби за понатамо. Мислам, некако мора да се мобилизираат тие луѓе, да се освестат и да се повикаат на одговорност, како што и во времето на фашизмот се повикале некои архитекти на одговорност потоа. Не знам дали сакате нешто да додадете за крај? Да. Сигурно е ли да, како тема една може да се, мислам да се затвори ова како прв така чекар, може би некој друг дел. Не. Колја? Што на крај, она као позитивно, треба да се воспитуваме целокупната култура, особено младите, па и децата, на бунт, на спротивставување, на право на екстравагантност, на издвоено мислење, на различност. Така што, мислам дека тоа е една од големите поуки културолошки, да речам, од целата она чума на груевизмот 9 годишна. Не само околу ГТЦ и валјда тоа мислам се разбира нема тоа да ја промени нашата култура, зборам за тој огромен комплекс состојан од 1000 ствари кои се нарекува култура, но барем ке внесем некој неред, некои клици на нешто поинакво. Значи зборам за таа нова култура на спротивставување. Значи ако 99 луѓе во просторијата викаат дека е тоа црно, а ти гледаш бело, мораш да го задржиш тоа бело. Твојот поглед ке спаси не само ке спаси многу работи во материјална смисла, ке го спаси ГТЦ, ке го спаси градот, животи ке спаси. Мислам, кој што гледаме сега, ете еден имало само фрик на некаква седница на влада, мислам фрик во наводници се разбира, единствениот нормален таму, а другите хрпа она лудаци и деструктивци, што му било чудно парапетче околу Охридско езеро. Значи единствен, а дури он не се осмелил да му каже да повика овакво брза помош или жуто комбе, бардовци, нешто така, него овакво нешто се обидел со Боцевски како да се консултира, да си го исконтролира, како да кажам, да си го провери мислењето. Значи тие луѓе треба да ги охрабруваме, кои мислат дека парапетче околу Охридско езеро е лудило, а ние создадовме култура и тоа ја создаваме со векови, а сведоци сме барем децении дека создаваме на послушни луѓе. Мислам на луѓе кои мораат да прифатат затоа што им рекла партијата, мнозинството мислење, чувството за пристојност, па да не прави вака, да не прави онака. Така што тука гледам некоја, да речам, па и референдумот во таа функција. Дури, знаете, некојаш референдуми распишуваат и мали групи, ама сака да се слушне и да се регистрира нивниот глас. Така што во таа смисла, референдумот има смисла, значи ја поддржува базично демократијата, ама за стрека ја тука се согласувам и со Никса и со Дејан, дека во случај во огромното мнозинство е да се зачува ваквиот ГТЦ. Да. Културата на отпорот се негува од раѓање преку градинка, се основна школа и тука мислам дека тука е нашиот проблем што ние во самите семејни, патриархални, образовни контексти имаме сериозен проблем со негување на поданичка култура, не култура на отпор. За крај само ќе ми дозволите, доколку нема некој што сака нешто да каже, нешто да кажам, да прочитам еден цитат од Емил Сиоран, напишан против Груевски, предпоставувам, односно против тие концепти на владење. И ете така, да завршиме. Значи, Сиоран вели за Груевски. Ако во идеален случај може да се владее, а при тоа да не се чинат злосторства, не постои случај во кој може да се владее, а при тоа да не се чинат неправди. Не е така лесно да се држи во своји раце неограничената власт. Во тоа се истакнуваат луѓето кои знаат да стават маски, да лажат, а кои се всушност убици од голем формат. Гледано од перспектива на актуелните граѓани, кои го живеат тој миг на владење, никој не заслужува поголем восхит, но гледано од историско стојалиште, никој не делува покутро од тиранинот, чија што одлучност ја ослабнала неговата морална обзирност. Јас се надевам дека со овој референдум тоа ќе го направиме, ќе ослабнеме барем неговата морална обзирност. Благодарам.